Секојдневието е сурово за народот. Цените поскапеа, стандардот паѓа, платите не мрдаат, а граѓаните имаат се помалку пари. Истакнаа денес на пресконференција од опозицијската Социјалдемократски сојуз на Македонија. СДСМ уште пред 50 дена предложи конкретни мерки за заштита на стандардот на граѓаните на самиот почеток на кризата. Мицкоски не презеде ништо. Напротив, владата ја укина и мерката за намален ДДВ за дизелот, враќајќи го на 18%. СДСМ повторно бара итни мерки. Замрзнување на цените на основните производи, намалување на ДДВ за храна и енергија, директна помош за ранливите категории, мерки за зачувување на работните места. Економијата не е статистика, туку живот на секој граѓанин. Од ВМРО ДПМН реагираа со соопштение во кое се вели: Прво, не ВМРО ДПМН, туку Меѓународниот монетарен фонд вели дека сме меѓу првите 3 држави кои примениле најмногу мерки за справување со ценовните шокови. Второ, убедливо најниски цени во регионот и Европа за горива има Македонија. Трето, во времето на СДС и ДОИ, цените за горивата беа над 110 денари и воедно беа едни од највисоките во регионот и пошироко. Четврто, платите во тоа време се зголемуваат за 5%, додека инфлацијата беше 14%. Денес платите се зголемуваат за околу 10 до 15% годишно во сите сфери од јавниот сектор, додека инфлацијата е околу 3%. Велат од ВМРО ДПМН.